Белата куќа е повеќе од магична за време на празниците и тоа благодарение на стотиците волонтери кои ја украсуваат претседателската резиденција. Аплицираат илјадници, но се избираат само 300 срекници. Нашите волонтери се избрани некои поради нивниот талент, некои за есеите што ги пишуваат. Луѓето кои доаѓаат од цела Америка, кои не се дизајнери, тие се воени сопружници или се домакинки. Оваа година се чувствувам како да имавме многу воспоставувачи. Првата дама Џил Бајден ја отпра годинешната тема – магијата, радоста и чудото на празниците, како што ги доживуваат децата. Волонтерите доживуваат малку магија и чудо. Одевме по предниот тревник, а јас само погледнав наназад и по години поминати од другата страна на портата ја видов оваа прекрасна куќа. Само што го имав овај момент што ме исполни со таква благодарност. Како американски граѓанин, но и како имигрант, секогаш гледаш во Белата куќа и си мислиш: Боже, ова е толку прекрасно место. Може би, мислејќи дека е недостижно, да се биде овде е толку посебно за мене. Но штом ќе ја надминат возбудата од престојот во Белата куќа, волонтерите почнуваат да работат на украсување за време на неделата на благодарноста. Неколку дена се минуваат на друга локација за подготовки. Изгледа толку полирано и убаво сега кога ќе го видите, но она што го сакаме што се започнува со листови хартија и лепак, стапчиња, ножици и панделки. Секој што ќе ја погледне Белата куќа си мисли колку е се совршено, но има толку многу детали, толку многу изработки кои влегуваат во овие украси. Имавме некои луѓе кои конкретно ги украсуваат дрвјата, а потоа имавме и некои луѓе кои се занимаваа со монтирање и кревање тешки предмети. Она што е навистина посебно е енергијата од работните денови, иако се со многу долги часови. Не е возбудливо, навистина се чувствува божикниот дух. Волонтерите велат дека ќе се сеќаваат на другарството и достигнувањата што ги чувствувале додека ја украсувале Белата куќа за празниците. Се доаѓа од гордоста да го видите малиот украс што сте го направиле или малиот венец што сте го закачиле, но важно е колку луѓе овде ќе поминат и ќе ја почувствуваат атмосферата. Не можевме да ги користиме нашите мобилни телефони овде, така што бевме одврзани, но беше толку лесно да разговараме со нашите соседи. Започнав разговор и се чувствувам како да сме биле поделени досега, но она што е посебно е тоа што сме повеќе слични отколку што мислиме. Некои од волонтерите претходно ја украсувале Белата куќа и со нетрпение очекуваат повторно да го доживеат ова посебно парче празнична магија.